Успешни настапи на фолклористите од ансамблот Кочани на фестивалот на розата во Казанлък, Република Бугарија. Со големи впечатоци и нови пријателства се вратија од 4-дневниот престој во бугарскиот град. Станува збор за фестивал со долга традиција, на кој настапуваат фолклорни друштва од цел свет. Таму го празнуваат Денот на розата, затоа што тоа е главна гранка на занимање на општина Казанлък. Од него прават вино, прават ракија, прават парфеми. Фолклорниот ансамбл Кочани даде 4 концерти, од кои на 3 настапи со стилизирани кореографии. Едната беше женско чамче, втората тресеница и третата лазаренки. Значи станува збор за стилизирани кореографии. Например, женско чамче стилизирана кореографија од крајот на селото Смилево. Тресеница исто така стилизирана кореографија од Горни Битолски село, односно од селото Мариово. И стилизираната кореографија Лазаренки, која потекнува од Бојмија, Гевгелиско поле. Станува збор за лазарки, односно за обичаи кои се изведуваат на Лазарева сабота. И четвртиот настап беше со традиционалната игра од црна трава. Тоа се наоѓа на таа една королошка целина се наоѓа на тромеѓето меѓу Република Македонија, Република Србија и Република Бугарија. Значи тие беа 4 настапи, изнудивме голем број на аплаузи и голем број на комплименти. Исто така и благодарници од сите групи ни честитаа. И тоа беше се забавувавме, значи имаше гости од 10 држави. Тоа беше Република Алжир, со кој многу добро соработувавме, Република Кина исто така многу добро соработувавме, Република Романија, нашиот јужен сосед и уште многу други групи од Република Бугарија. Благодарение на упорноста и ентузијазмот на кореографите кои што работат со фолклористите Ристе Ѓоргиев и Ана Николова, како и благодарение на трудот на играорците, фолклорниот ансамбл Кочани е вистински репрезент на македонската музика и оро надвор од државата, а постојано се во активност и на изучување нови ора. Во моментов во подготовка е сценска адаптација од традиционални игри од Егејска Македонија, но кореографите се доста иновативни и креативни и во делот на воведување на нова кореографија, нови ора, но и нови носии кои потекнуваат од различни краеви од државата. Инаку, во фолклорниот ансамбл Кочани функционираат повеќе групи во зависност од возраста на фолклористите, а доста интересна и активна е возрастната група играорци, кои постојано изучуваат нови ора и кореографии, а реализираат и турнеи во земјава и странство.